Па тие не се способни да ја водат партијата. Не, дали навистина, прашањето е дали навистина тоа го мислат или на тој начин сака да му се допаднат на лидерот. Па, колку повеќе му служат на Ахмеди, тој повеќе ги наградува нив. Но на крај на краишта тие проба, еве Бујар Османи проба, Учаир изгуби. И јас мислам дека единствениот кај албанците почнат да се зборуваат дека Ахмеди треба да се тргнуваше примерно 2024 година и можеби малце порано ќе дојдеше Бујар Османи, може да ќе се смене некои работи. Но сега претпоставувам дека веќе во таа политичка партија нема сила некој да го замени него и да ја води таа политичка партија. Јас сум кажал, дури не сака тој сега. Тој јавно изјави дека нема да се повлегува од таа функција. Тоа е начинот на размислување. Паризе, дозволи ми само едно кратко прашање. Комунистички идеи кои владеат марксистски-ленинички во таа политичка партија, јас ви гарантирам дека тој ќе го извади клучот и ќе го земе со себе. Една од причините зашто сте тука е заради тоа што јавно сум ја пофрлам неколку пати дека сум ве снимали за вести и тука ви мислите дека некои предвидувања што сте ги даде, што можеби во определено време биле и радикални, се оствариле. Во тој контекст ве прашувам, вашата проценка е уште колку време Али Ахмети може да извршува функцијата претседател на ДУИ поради сите причини. Мислам и политички. Јас мислам дека тој ќе оди до следните парламентарни избори, ако изгуби во следните парламентарни избори, а тоа му е загарантирано дека ќе изгуби, бидејќи Влен би требало да се реформират и тие, односно да тие се брендирани како Влен, како вреди, односно како политичка партија, но треба да имат лидер таму. Јас морам да кажам дека сега Ахмети ќе се обиде да ги користи овие ситуации моментално што се во вреди, односно во Влен, ќе се обиде да ме се снима, ќе се обиде да го тргне Билал Касами од таа политичка партија, бидејќи кој ќе се обиде да го тргне сезоно? Билал Касами да го тргне, да го влече од неговата страна. Знаете зошто? Пежо Преска кажа дека 4 политички партии се внатре. Таму беше Алијанса, излезе, остана само одредена група, односно мислам дека најмощните останаа во Влен од Алијанса на Арбен Таравари. Остана Алтернатива. Движењето на Изет Меджити и Беса. Но јас мислам дека веќе Алијанса ниту па се обидуваат тие да прават нова политичка партија, кои се моментално во вреди. Тие се одредени министерот и заменик премиер, одредени директори. Јас мислам дека тие контролираат најголемиот број од гласачите од страна на Алијанса, особено во Скопје и во општините во градот Скопје. И јас мислам дека тие веќе се дел од движењето на Изет Меджити, односно стојат позади него. Алтернатива е мална политичка партија и верувам дека тие се согласиле дека немат сила веќе. Замислете да излегуваат сега дополнително од Влен, од вреди да одат кај ДУИ, мислам дека тоа ќе биде не катастрофално и од власт да избегаат па дополнително кај ДУИ, тоа нема шанси. И остана најголемата битка помеѓу Изет Меджити и Билал Касами кој ќе биде лидер на вреди. И јас мислам дека јас одавна го имам кажано дека Изет Меджити ќе биде и ако го гледаме од овие избори се покажа дека лидер. Еве нема ниту една изјава јавно кажана дека сака етнички општини. Од тоа што го изјавише Билал Касами. И јас мислам дека во Беса веќе постојат тие поделби внатре во Беса, им претпоставувам дека во многу блиска иднина ќе има пукнати помеѓу деловите од Скопскиот регион и од Тетовскиот регион, бидејќи нема место за сите во Влен. Добро. Мора да има само за одредени луѓе кои ќе бидат најмоćни, односно кои ќе бидат блиску до. Да, пред да одиме на анализа на случувањето со само исто така се многу важни кажавме, колку е хендикеп за интегративците нивниот слаб коалиционен капацитет во овој момент, практично нема партија која што поголема партија која што сака да прави некаква коалиција со нив, ги бие глас дека буквално штета прават на другата партија која што се во коалиција. Па мислам дека е тоа дел дека е тоа делумна последица на нивниот релативно бајат политички наратив и политички производ. Се додека нивната главна теза е ако ние не сме во власт, ќе има етнички проблеми,
Тоа и за меѓународната заедница, но и за голем дел од останатите партии ќе биде еден релативно лепрозен политички наратив. И враќањето на таа зона на комфорт на тврди етнички граници, еден вид национализам во својот речник, враќање на таа тема околу Охридскиот рамковен договор нема да им донесе нив вистински поширок коалициски капацитет. Се покажа овие локални избори дека предизборните коалиции помеѓу македонски и албански партии тоа како имаат бенефит и за македонските и за албанските партии, а немаат голем политички трошок, што е еволутивен чекор напред. Тоа дури треба да го свати што е можно побрзо. Кој ќе каже премиерот дека дури некои странски амбасади со кои што тој комуницира се загрижени или ги осудуваат некои изјави на интегративците кои што предизвикувале реакции во јавноста, што тоа значи? Па еве ќе ви кажам. Сега може да ми рече тоа кажете, значи дека не се согласуваат со него, меѓутоа од политички контекст Па да речеме најавите македонци или ќе ни бираат градоначалник. Да. Мислам, тоа како македонците да кажат, албанците ли ќе не бираат премиер? На тоа би одговорил јас, псејо, зашто да не? Бидејќи граѓаните се граѓани, тие имаат политичка платформа, зарем некој полош градоначалник само затоа што е македонец од истата етничка заедница или само затоа што е албанец, треба да има прединство од некој подобар кандидат кој не е од вашата етничка заедница. Ете, тоа е наративот кој сигурно не им се допаѓа на меѓународната заедница. Каде сгреши СДСМ? Немаме толку време. Во 3-4 минути, бе. СДСМ има повеќе проблеми со кои сега се соочува и гледам дека и тие се исто заглавени во една фаза, се уште ги интерпретираат изборните резултати, наместо се соочат со нив. Кај нив, освен кризата на политичкиот производ, а тоа е дека левичарските партии во светот се соочуваат со проблем генерално во раководењето, бидејќи десничарските партии имаат подобар перформанс, скоро секаде подобро терат кампања. Се кажа тебе левица дека добар резултат направиле барем кај нас. Јас не сум сигурен дека е левица лева политичка партија. Добро, така се декларира. Во таа политичка идеологија. Значи имаат криза на политичкиот производ, имаат криза на демографијата. Традиционално пензионерите кои ги паметат како наследници на СКМ ПДП, природно ги снемуваат политичката сцена. Младите луѓе не ги доживуваат како вистинска алтернатива, туку како вистинска алтернатива повеќе ја доживуваат левица заради антиестаблишмент движењето и затоа што голем дел од младите не се тука. Тие гласаат, тие што сакаат да бидат во Европа, веќе се во Европа, не се во Македонија. Значи имаат криза на демографија, имаат криза на политички производ, имаат криза на лидерство. Тие се уште не можат да одлучат колку се за ЕУ, колку не се за ЕУ, колку ги боли компромисот кој треба да го направат. Тука имаат еден нејасен наратив и најважното имаат криза на машината. Имаат криза на погонот. Нивниот перформанс, општински организации, врата на врата, партиска инфраструктура, тој потфрла. Вие да го смените само раководството, да бидам колоквијален, во овој момент на СДСМ, без да ги адресирате другите структурни проблеми, е како да смените шофер во кола која секако не вози. Секако ја расипа моторот. Така што мислам дека кај СДСМ таа криза е малку посериозна. Исто така е прашање на капацитет колку ќе може тоа да го ресорбираат. Пораката од електоратот е јасна дека тоа што тие го нудат веќе не е на тој начин прифатено од политичкиот пазар, дека тоа не е производ кој политичкиот пазар сака да го купи. Така што таму треба да следи на посериозна катарза. Не е доволно само промена на лидерство. Добро, еве еден пример за анализа. Колку е политички мудро во тек додека трае кампањата да се поставува или повторно да се издигнува едно прашање, тоа уставни измени, европски интеграции, прашање кое што во минатото им да нанесе голема политичка штета на ставот кој што го има. И сега кога има предизборие, кога сите партии се тркаат за гласовите, повторно да го афирмираат прашањето без да навлегуваме дали е квалитетен предлогот, декларацијата, зборам дали не е квалитетна, туку да од политички контекст колку е мудро да се издигнува повторно прашање кое што минатото штета ви донело. И зошто тоа се направи? Тоа е прашање на политичка стратегија. Може би се да сме пресметале дека за нив е многу важно да ги фатат проевропските гласачи. И дека ако се држат до проевропските гласачи, а го брендираат ВМРО-ДПМН како антиевропска партија, дека нивната политичка иднина е безбедна. Еве да речеме дека можам да прифатам дека е тоа некаква политичка логика, зошто едно такво контроверзно прашање би промовирале на почеток на кампања за локални избори, каде по сите
нумерички, односно емпириски податоци, тоа ви е само губиток. Еве да претпоставиме дека СДСМ тргнало на долги стази и рекле: ние ќе го фатиме овој простор на про-ЕУ гласачи, ќе го запоседнеме и ќе го држиме, и тоа ни ја гарантира политичката и затоа и покрај тоа што можеби тактички е неопортуно во моментот, ќе ја пласираме таа декларација. Но зошто после замолчаа? Ама ние ако сакате Значи, да ги работите тие реално тие политики, треба да направите нешто пред да дојдете на власт за да може да ги спроведете. Или треба да имате тврда политичка доктрина со објаснување. Видете, гласачите најтешко доживуваат пинг-понг политичари кои ги менуваат ставовите. Ако СДСМ смета дека е тоа единствениот начин Македонија да се придвижи напред, со што интимно се согласувам, сметам дека мора да ги почнеме преговорите. Тоа не е став кој треба да кој може да се користи како политичка тактика. Сега ќе ја појавите декларацијата, кога ќе видите контрареакција од власта, од јавноста, ќе ја повлечете. Тоа е грешката во политичката стратегија, а не дали тие сметаат за ЕУ или не. Тоа е прашање за кое треба да дебатираат они, да ни објаснат зошто така сметаат. Чаре, што треба да прави сега Сите тие работи треба да ги менува. Партијата најмногу треба да го менува, да ја менува партиската инфраструктура и партискиот перформанс. Џабе го менуваат лидерството ако партиската инфраструктура не може да им ги испорача политиките и пристапот до граѓаните на тоа политичко лидерство. А не мислите дека лидерството треба да ја организира доле базата за да може таа да испорачува? Апсолутно, ја само мислам дека апсолутно лидерството треба да ја организира базата, но гледам дека во моментот во СДСМ се посветени само на промената на лидерството, а не на промената на базата. Добро. Фаризи? Ние не треба да се мешаме внатре во политичките партии. Јас мислам, сега моето обедување е дека Сега на Дуи до сега се мешавме, сега можеме и тука малку да направиме анализа. Дали сакат Дуи да се јас не кажав дека треба да го променат лидерот, имам само да мислење дека нема да го. И сега не е прашањето дали треба да се промени, видно што треба да прави партијата. Во смисла на политичката партија СДСМ која доби фијаско односно од овие избори, јас мислам дека премногу е малце времето за да се покаже лидерот. Јас мислам дека минатата година се направени големи грешки во менаџментот на СДСМ, тоа да, но јас мислам дека клучното кај нив проблемот е тие немат насока на која ја движат политичката партија, во смисла како сакат да ја, пошто политичката партија има цел еден ден да дојде на власт и да ја води државата. Тие немат дестинација во која страна треба да ја води државата. Односно се подразбира политичката партија. Понудата што ја прават кај граѓаните, јас мислам е тотално погрешна. Тие се однесуваат како да се организација од друга држава во Македонија. Тие повеќе го поддржуваат концептот на, односно ставовите на бугарската влада отколку на македонската влада. Јас мислам дека тука тие треба да се ориентираат, да, проевропски, да. Сите политички партии во државата се проевропски. Дури и левица мислам дека сега и тие се сакат во Европска унија да ја движат државата. Да, сакаат да излезат од НАТО. Не се согласувам. Тоа мала разлика. Не се согласувам јас со вас. Од кога Џо Бајден го има донесена уредбата која е против договорите што го има случајно Македонија, ќе го стави во црна листа, е смената од тотално таа политичка партија. Не е таа левица пред уредбата на Џо Бајден и после уредбата на Џо Бајден. Сосема е друга политичка партија, барем јас така го гледам, а вие може да ги гледате и нивните изјави што го имаат како политичка партија, а дополнително и пратениците како делуваат во собранието. Пред уредбата на Џо Бајден, тие знаеш што правеа? Цело време дека треба да излеземе од НАТО, дека не треба да се да се интегрираме во Европска. На империалистичката. Сега се тука и тие се јавно може да не кажува, но ниту пак го критикуваат НАТО и Европската унија. Јас мислам дека таа политичка партија најпрвен треба да одлучуваат во која страна се, дали на страна на Бугарија или на страна на Македонија. Тоа првин треба да го расчистат, па после да Зошто мислиш дека велиш дека повеќе се грижат за бугарските интереси него за македонските? Може да ми кажеш да речеме од каде го влечеш тој заклучок? Тие цело време вршат притисок кон влада да ги прави уставните измени без некоја услов кој треба да ја стави Македонија, односно без некоја гаранција од страна на Европска унија, а и од страна на самата Бугарија. Цело време само кажува да ги правиме уставните измени, така што јас мислам дека
тој наратив, нивниот наратив, тие изјави што ги има дадено пред народот, резултатот. Добро, ќе разговараме последните 5 така. минути за уставните измени. Арцовски, сите партии, со некои исклучоци, имаат пат на квантумот на гласови. Тука зборувам и за ВМРО, ДПМН, за СДСМ, за сите партии. Во Скопје излезноста е само 35%, нешто над 35%. Збориме за вториот круг сега. За вториот круг, апсолутно, да. Зошто толку апатично гласачко тело? За во Скопје конкретно да почнем. Бидејќи сме веќе со таа улога, нели одлучивме дека не ќе им се мешаме на партиите само овој пат во смисло на душегрижници. Мислам дека најголемиот проблем на ВМРО ДПМН во вториот круг во Скопје беше убеденоста дека ќе победат. Мислам дека тоа во голема мерка ги пасивизираше нивните гласачи, дека проструја една арогантност особено во вториот круг на кампањата, како да е работата веќе завршена, и дека тоа е причина за зашто имаме релативно ниска излезност. Гласачите како да почувствуваат дека битката е веќе завршена, дека нивниот глас не може да предонесе за промена на ситуацијата. И мислам дека е тоа дел од причината зашто имаме релативна ниска излезност. При тоа, на таа релативна ниска излезност, кандидатот на Левица безмалку го дуплираше својот резултат. Тој безмалку се изедначи со резултатот на целата партија Левица во цела Македонија, само во Скопје. Но и така, мислам дека и за тоа е преран заклучок да кажеме дека Левица се позиционира како втора партија. Мислам дека Амар Мециновиќ во Скопје беше единствениот опозицијски кандидат кој беше на понуда и тоа е дел од објаснувањето. Мислите дека ги собра, да речеме, квантум од опозицијски гласови? И за луѓе што никош не би гласале, да речеме, за Левица. Така е. Освен тоа, тој како да избега од тој остар исклучив наратив на Апасиев и како да се одвои, како да ја послушал твојот совет дека треба да има една конвергенција на идеологија, дека треба малку да се омекне риториката на Левица. Тој разговараше за реални проблеми и условно речено имаше една кампања и тоа придонесе за неговиот резултат, но се уште мислам дека е прерано да се заклучи дека со тоа Левица е втора партија. Ние што знаеме како изгледа партиска инфраструктура, треба да знаете дека тоа бесконечно има многу работа да се постават партиска инфраструктура, да имате Левица не ни можеше да кандидира кандидати секаде, толку им недостасува партиска структура. Така што тоа е, мислам, објаснувањето во Скопје. Само да не се разочаруваат Левица во следните парламентарни избори, бидејќи овој резултатот се мери во првиот круг, да не забраваме. Во првиот круг имаше подобар резултат од СДСМ во градот Скопје и затоа влезе во вториот круг. Но да не забраваме дека тие беа дел од власта во град Скопје и во одредени општини кај требаше нивниот глас во советот за да имат мнозинство во тие општини. Мислам дека нормално ги профитирала како политичка партија, но сега како ВМРО ДПМН ги победи сите општини, јас мислам дека тешко тие ќе може да дојдат во виделина во тие односно да може да одлучат со исклучок во одредени општини. Но ако го слушавте неговата изјава синоќ, тој излезе и дека се дуплирало Левица. Тој мисли дека сите гласови што беа на СДСМ и на другите политички партии кои беа во опозицијата, условно кажано, го гласале него, тоа не значи дека се негови гласови. Пример, во општина Центар ти имале околу 3000 гласа. Сега земам не знам колку 9 или 10, врска немам сега. Не сум ги видел од прилика тука би требало да земам. И сега он мисли дека сите тие гласови не се на Левица. Тие се поделили со другите политички партии, бидејќи немале кандидат. Така што реалната слика ќе се покаже на парламентарни избори и јас ви гарантирам дека тоа ќе има дупло минус после во кантонот на СДСМ, односно во кампусот на СДСМ. Така што е една извинна Левица. Јас мислам дека тој многу вешто манипулира со бројките, така што може во моментот да им тапка на рама на своите приврзаници, но во иднина кога ќе се потоп, јас мислам дека може да иде по последна една надолница што
може да ја изгасне како политичка партија. Така што не треба тие гласови да ги пресметава како базен во новата политичка партија. Господин Арсовски, кои големи политички процеси можеме да ги очекуваме сега по локалните избори и уште повеќе поради тоа што сега ВМРО ДПМН практично има апсолутна власт, може непречено да действува и да ги спроведе политиките кои што треба да ги направи. Кои работи ќе мора едноставно да ги направи, а кои ќе сака да ги направи? Јас мислам дека ќе мора да ги адресира лошите перформанси на сите влади до сега во прашање на владење на правото. Во последните анкети сите што ги гледавме дури за локалните избори, едно од главните прашања кои доминира беше криминал и корупција. Што не е чисто локално прашање. Мислам дека владата ќе мора со тоа да се занимава, се разбира економијата е тука на второ место. И трета одлука што ќе мора да ја донесе е овие што ќе прави со проевропскиот пат. Ќе го решава, ќе ги става бугарите во устав, нема да ги става, кои се условите под кои ќе ги става и така натаму, или нема да ги става. А што се однесува до врзано за ова со левица и СДСМ, јас мислам дека македонскиот политички блок се движи кон една релативно униполарна ситуација. Голема партија во средина ВМРО ДПМН како во Србија и повеќе мали сателит опозиции, кај што всушност системот на врзани садови не е веќе СДСМ ВМРО ДПМН, туку е ВМРО ДПМН една гравитацијска сила, а системот на врзани садови е СДСМ левица. Точно е дека овие транзиторни гласови за Амар не може да ги прокнижи левица како трајни своји поддржувачи, но секој пат кога СДСМ ќе слабее, левица ќе расте. Веќе таа папочна врска помеѓу левица и ВМРО ДПМН како главна опозиција скина. Вака СДСМ ја ставате во пониска лига практично. Па нивниот резултат тоа го гарантира. Мислите дека нема шанси, бидејќи е многу лошо за една држава да има само една моќна партија, а опозицијата да биде слаба, практично да не остане само медиумите да бидат коректив. Не верувам дека на политичкиот пазар дали треба толку рано да ги отпишуваме, тоа ми е прашањето. Не треба да се отпишат СДСМ, тие се уште имаат шанса да се вратат во вистинска конкуренција, но за тоа треба бескрајно многу работа. Не знам дали сегашното раководство, имајќи ги предвид натрашните несогласувања, ќе има сила таа интроспектива да ја направи. Ги спомнавте европските интеграции, од владата, ајде да речеме латентно неколку пати, па дури директно најавија дека околу нова година дека очекуваат некаков пробив во европските интеграции. Какви се вашите информации, за што станува збор и дали реално треба да имаме надежда дека нешто ќе се случи во тој поглед? Јас мислам дека тоа е производ на една поедноставна логика, а тоа е притисокот Мицковски ги пензионираше Заев и Ахмети. Притисокот политички дома го нема. Нема притисок за предвремени парламентарни избори кои би се случил да имаше дуи енормно добар резултат на изборите. Кога сите тие предизвици ќе се тргнат, останува горливото прашање на продолжување на преговорите со ЕКО. Мислам дека и тоа динамизацијата на односите која ја очекува меѓународната заедница, па и која се рефлектира на односот на власта кон тоа. Мислите дека ќе се случи тоа? Па сега уште е рано, бидејќи ние уште 2 месеци ќе закружиме и годината, ќе има премиерот, ќе има односно политичката партија на ВМРО ДПМН ќе има конгрес, ќе се избира лидерот, односно ќе се продолжи мандатот на сегашниот лидер. И претпоставувам дека ќе има и односно реконструкција ќе се прави на влада, тоа ќе се прави околу јануари и после тоа мислам дека ќе треба ние да почнеме поинтензивно да преговараме со Европска унија, дополнително да преговараме и со Бугарија за изнаоѓање на некои решенија. Дополнително, јас мислам дека на две насоки треба да се движи државата, тоа што е многу поважно за нас, а тоа е борбата против криминалот и корупцијата и борбата што ние никогаш не го споруваме, тоа е најважно во држава, борбата против сивата економија. Ние имаме многу сива економија, а тоа јас мислам дека ќе го направат особено со донесување на нови закони што некој вели дека во сиромашна држава толерирањето на сивата економија купува социјален мир. Не се согласувам со вас. Јас мислам дека ние треба да имаме силна држава. За да имаме силна држава, ние треба да имаме борба против сивата економија, бидејќи тоа не се согласувате со тие што го кажале. Не мислам баш така, само како теза го кажа. Да, како теза, но јас не се согласувам. Јас мислам дека ние треба да имаме силна држава, а таа силна држава се прави само со борба против сивата економија, а борбата против сивата економија се прави само со донесување на
на закони кои ќе им овозможат на граѓаните да работат дополнителната работа, бидејќи кај нас, бидејќи таа е моја професија од животот и јас секогаш во каде излегувам, кога дебатирам и со луѓе, кажувам дека нам ни треба промени на законите, односно на законската рамка кој им ги ограничуваме на луѓе да прават дополнителна работа, бидејќи јас мислам дека ние сите работиме по 2-3 работи, но не плаќаме данок на државата за истото. Добро, ви благодарам на двајцата за учеството во вечерашната емисија. Мислам дека горе доле ги поминавме сите теми кои што во оваа фаза или веднаш по изборите се важни. Сега кој ќе имаме и друга прилика е да анализираме што е тоа што ќе се случува наредните месеци. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани, ви благодарам и вам и постатување дека исто вечерва на Канал 5 од 23 часот ќе може да гледате и на Кавга со Иван. Така што имате цела вечер убава програма на Канал 5. Останете со нас.